вчерашното известување од страна на министерот за труд и социјална политика Фросина Ременски, со кое што го повлекува претходното известување, кое што беше упатено до установите, односно до директорите. За таа цел јас би сакал да направам една кратка ретроспектива на настаните кои што се случува и она што уште е поважно за нас и за нашето членство околу активностите кои што СОНГ ги презема во одбрана на правата и интересите на нашите членови. Практично пред отприлика една недела во детските установи, во детските градинки дојде едно писмо, еден мејл од долу напишани инспектори од Министерството за труд и социјална политика, велам долу напишани, бидејќи мејлот, односно писмото, нити беше верифицирано со архивски број и печат, нити со подпис и печат на оние кои што го пратија тоа писмо. Практично ние го карактеризиравме овој документ како скандалозен, во кој се бараше од директорите да воведат фиксно работно време во детските установи, односно 8-часовно работно време, меѓу другите и за воспитувачите и негователите. Тоа беше апсолутно спротивно на Законот за детска заштита, на колективниот договор за детска заштита, како и подзаконските акти кои што го регулираат работното време на негователите и воспитувачите. Ние се обидовме да укажеме на сериозноста на овој проблем кој што апсолутно е неприфатливо од едно ресорно министерство кое што е надлежно за спроведување на законите, особено на работничките закони во Република Македонија, и беше неприфатливо и неочекувано баш тоа ресорно министерство да суспендира закони, колективен договор и подзаконски акти кои што го третира овој проблем на работното време. Наместо конструктивен диалог со социјален партнер кој што е релевантен за одбрана на правата и интересите на нашето членство, Министерството за труд и социјална политика, начело со министерката, во пресконференција изнесе тешки шпекулации, невистини со кои што се кажува дека огромен број на вработени во детските градинки на национално ниво, особено воспитувачи и негователи, биле ангажирани да учествуваат на партиско-политички настани, каде што ги оставаат градинките празни, односно без персонал, односно ги задолжувале хаусмајсторите да ги чуваат децата. Ваква изјава сама по себе е неприфатлива и ние веднаш побаравме да ни се достават информации, да се достави каде се, во кои градинки такви работи се случувале. Скандалозно би било тоа да навистина имаме таква ситуација да во градинките, наместо воспитувачите и негователите, хаусмајсторите ги изгрижуваат децата. За жал до ден денес не добивме конкретен одговор каде имаме таков случај. Освен тоа, уште една изјава од страна на Министерката за труд и социјална политика, каде што СОНГ се обвинува дека наместо да ги штити интересите на неговите членови, тој се впуштил во одработување на некого, односно на некои партии кои што се во власта, и дека тоа е практично со умисла ова што ние го правиме и дека членството го насочуваме кон некакви немири, протести и штрајкови. Мораме оваа работа да демантираме, мораме уште еднаш јавно и јасно и гласно да кажеме дека СОНГ апсолутно не одработува на никого. СОНГ апсолутно се стреми за она за кое што е создаден, за она што е согласно статутот на организацијата, односно она што е се програмските определби, и во овој конкретен случај апсолутно, и не само во овој конкретен случај, него и во сите случаи се поидува или се тргнува од начелото на одбрана на правата и унапредување на правата на работниците.
Председателот на СОНК нити е член на некоја политичка партија, нити бил член на некоја политичка партија и со оглед на тоа апсолутно не може да се припишува дека одработува за некоја политичка опција, што е во конкретниот случај или спротивно на тоа министерот за труд и социјална политика е подпредседател на една политичка партија, па може спротивно на тоа да се толкува дека таа практично од позиција на министер во ресорно министерство одработува за политичка партија. Како и да е, СОНК презема активности со кои што брзо, ефикасно и ефективно се справи со овој проблем. Беа мобилизирани сите членови во нашиот синдикат, вклучувајќи ги и другите членови кои што членуваат, освен членовите во детската заштита, кои што искажаа меѓусебно голема солидарност и беше подготвено да се организира протест пред Министерството за труд и социјална политика, каде што очекувавме огромен број на наши членови, повторувам, не само од детската заштита, него и од другите дејности кои што ги застапува СОНК. Ние мораме да искажеме задоволство од расплетот на оваа ситуација, од тоа што Министерката и Министерството за труд и социјална политика сватија дека не можат да одат спротивно на актуелните закони, колективниот договор и подзаконските акти. Добро е што Министерката за труд и социјална политика го повлече претходното соопштение, односно известување до директорите, кој што апсолутно беше документ кој што немаше никаква важност, бидејќи е спротивно на законите, спротивно на колективниот договор, спротивно на подзаконските акти. Тука се поставува прашањето која е и одговорноста и на директорите на установите од детската заштита, кои што постапуваат по невалиден документ. Се чини дека своја улога во работењето на детската заштита, односно градинките, имаат и локалната самоуправа, како и градоначалниците, така да се поставува и ова прашање која е и каква е нивната улога во решавање на овој проблем. Ние како раководство не можеме и не смееме и не сакаме на крајот на криштата да искажуваме задоволство и да можеби искажеме став дека ние сме победиле во оваа ситуација. Не, напротив. Овдека не се работи за победници од страна на раководството на СОНК, треба да искажеме задоволство од крајниот резултат, меѓутоа треба да го издадеме или искажеме признание на нашето членство за единството што го имаше, за единството што го има и за подготвеноста сите заедно солидарно да ги одбраниме правата на нашите членови. Практично, победници се членството и законитоста. Ние не би сакале во иднина да се повторуваат вакви ситуации како еднострано од позиција на моќ ќе се надметне со некакви небулозни документи, некакви ставови од ресорно министерство или од ресорен министер. Ние не смееме да заборавиме на овој настан, меѓутоа не смееме и да премолчиме на вакво однесување на високи, практично и владини представници. И на крајот би сакал да запрашам и тоа што и претходниот прес се запрашавме, дали некој ќе поднесе одговорност за ваквата состојба која што беше наметната врз работниците од дејноста образование. Би сакале исто така да запрашаме дали ќе се надокнади преку временото работење во детските установи на воспитувачите и негователите и дали некој ќе им исплати материјална обештета за таа работа и дали директорите и градоначалниците требаше да постапат по законскиот акт или требаше да го игнорираат. Значи, практично
како би постапили, дали воопште би требало да постапат по таков документ кој што е апсолутно надвор од законот или требале воопшто и да не го сметаат за валиден и да го игнорираат. Убедени сме дека во наредниот период ќе добиеме соодветни прашања, соодветни се извинувам одговори на овие прашања. Благодарам. Да, повелете. Имаше еден случај, во конкретниот случај партијата ДУИ, самата објави слики и текст, каде што кандидати за пратеници ги посетуваат градинките и основните и средните училишта од тето. Што е спротивно на закон? Како го коментирате? Значи, ние се согласуваме со ресорното Министерство за труд и социјална политика и со тврдењата, односно со кажувањата дека јавните установи треба да се стават надвор од партиските активности и согласно законот тоа е и точно и така треба да биде, значи јавните установи да бидат надвор од партиските активности. Тоа што некој си дозволува да работи спротивно на законот, кој да е, треба да се сноси одговорност за таа работа. Со оглед на тоа што прашувате за конкретен случај, конкретно треба да се сноси одговорност оној кој што организирал таква партиска активност и оној кој што ги отворил вратите на јавната установа.